Ова што денес ќе го презентирам е методологија која треба да укаже за оние дејства кои, повторно ќе кажам, според мене треба да се спроведат, да се преземат при утврдувањето на состојбата на мостот, за да можеме ризиците да ги сведеме на вообичаено ниво за ваков тип на конструкции. За ниту една конструкција, па дури и за новите конструкции, ризиците не може да се сведат на нула, но има ниво на ризик кој е прифатливо за да сме сигурни дека нема да дојде до некакви несакани последици. Моите лични ставови се непроменети од почетокот. Од првото интервју кој го дадов за телевизија Сител, легнат во постела од COVID, како што беше кажано, а тоа е дека без соодветно испитување и анализа на конструкцијата не може да се тврди дали има или нема оштетување на бетонот, арматурата и каблите за претходно напрегање. Дека за сето ова се потребни 2 до 3 месеци за да се утврди состојбата на мостот, веќе изминаа 2 месеци, на 12 се навршуваат точно 2 месеци од пожарот, и дека потребното време и средства за санација ќе зависат од тоа што ќе се утврди со форензиката, односно со утврдувањето на неговата состојба. Сакам да потенцирам дека јас не тврдам дека мостот е повеќе оштетен од она што го слушам по медиумите и го гледам. Туку тврдам дека за да донесеме таков став и заклучок, дека се потребни нешто подетални анализи, односно нешто подетални истраги. Не треба голема мудрост, нели, да заклучиме дека со поголеми истраги доаѓаме до помал ризик и обратно со помали истраги дека ризикот останува поголем. Наша интенција на градежништвото и на градежните инженери е да ризиците ги сведуваме на минимум. И еве ќе искористам, кога сме кај ризици, една презентација која е од искористена е цртаниот филм Том и Џери, е презентација која е поставена од една инженерска асоциација, а токму се однесува на поимувањето на ризиците и потребните дополнителни истраги кои се вршат. Пожарот се случи на 12.5.23 година, она што сакам да истакнам е дека веднаш утрото после пожарот, не повикаа од градот Скопје, мене и колешката Мери Цветковска, која се занимава со пожарно дејство на конструкции. Со оглед на тоа што јас не бев во можност да отидам на мостот, се јавив на колегата Дарко Наков, кој е тука присутен, кој е професор на нашата катедра, и првичните информации за состојбата на мостот практично ги добив јас, а и независно факултетот, од колегите кои беа на лице место. Според нивните кажувања, а врз основа на разговорите водени со надлежните лица од противпожарната бригада, тогаш е кажано дека пожарот траел 4 часа и дека според некои показатели, односно бојата на чадот, дека се работи за температури од околу 1000 степени Целзиус. Тоа се првичните информации кои дојдаа до нас, а кои помогнаа да се утврди, односно да се создаде слика за тоа за каков тип оштетување станува збор. Дека станува збор за сериозен пожар и дека се можни сериозни оштетувања на конструкцијата. Оттаму и заедничкиот став на сите присутни тогаш, дека е најдобро мостот да се затвори за сообраќај, бидејќи никој не знае што се случило во текот на тие 4 часа. Еден многу важен податок е тоа дека утрото, значи тоа беше околу 10 часот изутрината, на допир асфалтот бил топол. Тоа значи дека неговата температура била над 37 степени Целзиусови. Што покажува дека температурата била висока. Значи 6 часа после гасењето на пожарот, асфалтот бил на допир топол. Тоа е 40 степени. 40 степени да пробијат низ 30 см, ќе видиме подоцна бетон, и асфалт 5-16 см, доле температурата на вистина била висока. Може да се заклучи. Мостот е
армирано-бетонски претходно напрегнат. И тие кабли за претходно напрегање, тоа се овие овде, слични на овие, односно нешто поголеми, се тие кои ни задаваат неголема главоболка. Она што е важно во овој момент е неговиот напречен пресек. Значи имаме два сандачести пресеци, споени со горната плоча, и каде поминуваат цевките кои што се опожарили и кои осознале овој проблем. Ова е фотографија од март месец годинава, случајно снимена од еден колега од нашиот факултет, каде што се гледа изгледот на цевките пред да бидат опожарени, односно како тоа изгледало. Прв чекор е нормално да се проучи расположива документација. Добра страна во целата приказна е што постои оригиналниот проект. Што е клучно овде да знаеме? Дека дополнителен проблем е што конструкцијата од претходно напреден бетон, која е многу почувствителна од обична армирано-бетонска конструкција. Зошто? Затоа што овие кабли кои служат за така наречено претходно напрегање, односно имаат овие сајли, ќе послужам со тој речник, имаат толку голема еластичност, моќ, да кога ќе се затегнат и кога ќе се закотват со оваа котва на крајот на мостот, тие внесуваат сила на притисок во бетонот. Суштината, разликата помеѓу армирано-бетонските и претходно напрегнати конструкции е што во овие вториве претходно напрегнати, уште на почеток при градба на мостот во материјалите се внесуваат големи сили. Додека кај армирано-бетонските мостови, тоа се случува ако дојде максимално оптоварување. Тоа за среќа во текот на животот на мостот ретко се случува да биде товарен со таков товар за кој што е проектиран. Ама кај овие конструкции уште на почетокот, таква е технологијата, се внесуваат, значи огромни сили во сајлите има и големи напрегања во бетонот. И тука прави овие конструкции ни ги прави многу посензитивни отколку армирано-бетонските. И затоа стравот е поголем и предпазливоста е поголема. Пожарот го зафатил првото поле од страната на Истгейт и 2/3 од средното поле, кој има распон од 54 метри. До тука е стигнат пожарот, а ако се гледа во напречен пресек, еве ги цевките, опожарен бил цел овој внатрешен дел, значи горната плоча, страничните ребра и се разбира дел од долната плоча, колку пламените јазици зафаќале. Меѓутоа, незгодно во целата оваа ситуација е што овој простор е како тунел. Практички целата топлина се задржувала во него. Нема каде да се вентилира топлината. И тоа е нешто што практично придонесува да температурите кои стигнале до материјалите бидат, предпоставуваме, повисоки отколку кога би било тоа на нека отворена површина каде што вентилација би имало поголема. Во времето на пожарот, средното поле се крева нагоре. Затоа тврдењата нема видлива деформација надолу се непоткрепени целосно. Затоа што пожарот, таков е пожарот, таква е конструкцијата да 3,4 сантиметри се кренал горе. И затоа, нели, на прв поглед ќе речете, не е надолу, добро е. Не, ама овој оди нагоре пожарот. Сега, кога изгасна пожарот, колку се вратило долу, тоа е тема за детални анализи. Јас колку што знам, ваква анализа не е направена. Бетонот, од десно на високите температури, тој губи од своите карактеристики. За среќа, тие продираат споро, бавно низ неговата структура, но на околу 100 степени водата што е во бетонот заробена, се претвара у водена пареја и таа го бутка, создава пукнатини и го избуткува, го истуркува заштитниот слој на бетонот. Она што е случено во средното поле, што е евидентно и на сите фотографии и снимки од мостот. Значи, арматурата е деформирана, таа треба да се, според мене, треба да се смени. И уште нешто, на секои 5 метри, мислам, се наоѓаат и горе во плочата кабли за преднапрегање. Вакви исти, само во другиот правец. Никој не ги спомнува нив. Горе.
Во плочата постојат кабли за преднапрегање, никој нив не ги спомнува. Во каква состојба се, дали е утврдено дали има оштетување или нема оштетување.